Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Одборот на бранители денес одбележа 22 години од масакрот на 8 припадници на безбедносните сили кај селото Вејце. Денес се одржа 14-тата седница на Советот на општина Тетово. На ниво на државата повеќе не се во сила мерките за заштита од ширењето на болеста африканска чума кај свињите. Во организација на Одборот на бранители денес се одбележа 22 години од масакрот на 8 припадници на безбедносните сили, што се случи на 28 април 2001 година, помеѓу селата Селце и Вејце на Шарпланина во местноста Бреза. Во селото Вејце, на местото кој е нем сведок на крвавиот масакар во кој загина 8 припадници на македонските безбедносни сили, денес на 22 годишнината, со едноминутно молчење и полагање цвеќе почит им дадоа представници на здруженија, институции и политички партии. Марин Најдов од Одборот на бранители истакна дека иако овој случај се уште не е разјаснет, сепак еден ден ќе се казнат сторителите. Ваков злостор во таа воена 2001 година не е забележан никаде на друго место, освен овде на Шара. Овде, каде и до ден денес после 22 години нема никаков знак на сеќавање на жртвите убиени во одбрана на својата татковина. Свесни дека ниедна цел не е толку возвишена да ги оправда нечесните средства. Ќе чекаме трпеливо и ќе се надеваме дека еден ден оние кои го направи овој злочин, правдата ќе ги достигне. Најдов потсети дека бранителите се запоставени и игнорирани во сопствената држава. Нивните рожби сега веќе оформени граѓани на оваа наша татковина се прашуваат зошто нивните родители ги дале своите млади животи, жртвувајќи го и најплеменитото животот. Одборот на бранители повторно донесе спомен обележја и политичката партија Левица постави нова плоча. Според досегашните искуства, бистите не остануваат на местото. Министерката за одбрана Славјанка Петровска, која денес оддаде почит на бранителите, поднесе иницијатива за подигање на спомен обележје во нивна чест, која советниците од СДСМ ја предложија до Советот на општина Тетово, но не најдена поддршка. Денес се одржа 14-тата седница на Советот на општина Тетово. Советниците гласа за формирање 3 подстаници на територијалната противпожарна единица во околните општини, за усвојување правилници, именување членови на неколку општински тела и друго. Обемен дневен ред се најде пред тетовските советници на денешната седница, иако неколку од точките беа повлечени. Се гласаше за предлог одлука за збратимување, за именување членови во Советот за безбедност на сообраќајот и за представници во Совет за превенција од малолетничка деликвенција. На дневен ред се најде и студијата за основање подстаници на територијалната противпожарна единица. Збратимување на општина Тетово со општина Бешчелиелвер, Истанбул, Република Турција. Со ова одлука ќе се воспостави меѓународна соработка во областа на економија, култура и други области. Ќе има заеднички активности на општинство, уметничко и образовна област, ќе се организираат заеднички посети и слични. Во општинскиот совет ќе биде поважна точка и спречување на деликвентните дејности, која ќе биде составена од 17 членови, вклучувајќи различни институции, као адвокат, значи ќе има представници од адвокатска комора, Сдружение на граѓани, суди за малолетници, локални ќе има членови од локалниот младенски совет, од општинскиот совет единици за социјална заштита за деца, ќе има и од советите на
родителите на основните и средните училишта, значи ќе биде составен еден ваков формат каде што ќе почне со работа. Исто така ќе во општина ќе се формира совет за безбедност на сообраќај, од кои 19 члена, од кои 4 ќе бидат советници. Поважни точки во ова седница исто така се предлог одлука за донесување на статутот на општинско јавно предпријатие Шари Тетово и предлог одлука ќе биде за давање согласност на програмскиот план за ова година, значи од 1.5 до крајот на година. Со ова, значи, веќе се формира ова предпријатие и ќе почне со работа. А за пожарната ќе се формираат подединици, значи 3 подединици, едната ќе биде заедно со општина Тарсе и Јегоновце, една подединица таму ќе се формира, другата подединица ќе се формира заедно со општина Боговина и Брвеница, заедно ќе биде, и едното ќе биде за општина Желино. Ова се направи за да овие пожарникарите што се во општината Тетово да се поделат, значи, на овие трите рурални општини, да нивната работа да биде поефикасна. Иницијативата на министерката Славјанка Петровска за подигање на спомен обележје во чест на загинатите припадници на безбедносните сили, кои своите животи ги загубија во масакрот кај Вејце, советниците од СДСМ ја предложија до Советот на општина Тетова. Заради оддавање на почит код загинатите припадници на безбедносните сили на Република Северна Македонија, кои своите животи ги загубија во масакрот во Вејце, поднесуваме иницијатива согласно член 18 од Законот за меморијалните споменици и спомен обележја, Советот на општина Тетово да донесе одлука за подигање на спомен обележје. Овие настани не треба и не сме да не разделуваат. Напротив, тие треба да бидат паметник од минатото. Грешките да не се повторат и страдањата да не оживеат. Ова иницијатива ќе поднесеме ние како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, а по предлог на министерката за одбрана Славјанка Петровска. Ова ќе го предложиме како точка на дневен ред за денешната седница Советот да го усвои. Предлогот не беше усвоен. За негово додавање во дневниот ред гласаа само 6 советници од Македонскиот блок. Останатите гласаа воздржано. Членовите на Советот на општина Тетово од редовите на ВМРО ДПМН денес на пресконференција го осудија вчерашниот начин за пречек на косовската председателка, кога општината постави билборди за добре дојде само на албански јазик. Ќе повториме, ВМРО ДПМН ги повикува институциите на Република Македонија, предводени од СДСМ и ДУИ, да преземат мерки веднаш и да постапат според Уставот и постојаните важечки закони во врска со поставување на билборди само на албански јазик. Вчерашниот начин за пречек на председателката на Косово не беше во духот на рамковниот договор, а со кој договор акцент е ставен на македонското мултиетничко општество, каде треба да постои соживот и взаемна почит меѓу етникумите. Во ниту еден момент не треба да се заборави дека Тетово е град во Република Македонија, град во кој живеат македонци и други етникуми. И не треба да се игнорира фактот дека како на цела територија на Република Македонија, така и во Тетово официјален јазик е македонскиот јазик. Истовремено сакам да ја поздравам добрата соработка помеѓу Македонија и Косово. Сметаме дека е добро да градиме добри добрососедски односи. Меѓутоа, остро се спротивставуваме на непочитување на Уставот и законите на Република Македонија. Вчерашниот настан не враќа 20 години назад. Наместо ние својата енергија да ја насочуваме кон борбата за подобра економска стабилност на државата, кон борба за сузбивање на криминалот и корупцијата, борба за владење на правото и правната држава и заедничко напредување на Република Македонија да патот кон Европската Унија. Тој пат се гради само со взаемна почит. Почитуван градоначалник, македонците во Тетово бараат доследно спроведување на рамковниот договор. Тие гласаа за вас и ја дадоја својата доверба и поддршка на локалните избори, со чија помош победивте. Македонците кои го дадоја својот глас за вас се надеваа дека ќе бидете поразличен од претходната градоначалничка. Македонците во Тетово искрено се надеваат дека ќе бидете градоначалник на сите граѓани. Не ги нарушувајте добрите меѓуетнички односи собирајќи ситни политички поени. Должни сте да го почитувате македонскиот јазик и македонскиот народ. ВМРО ДПМН како политичка партија за која гласаат огромно мнозинство на македонци ви дава поддршка, но таа не е безусловна. Искрено се надеваме дека ќе ги увидите грешките и во иднина нема да се повторуваат.
Свесноста за значењето на здравието и безбедноста при работа се гради од најмала возраст, затоа што денешните деца утре ќе бидат активни учесници на пазарот на трудот, дали како вработени, како работодавачи или креатори на политики. Истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска на настанот Безбедност и здравје при работа од мали нозе. Чекор по чекор. Многу е важно од мали нозе децата да ги учиме на безбедност и здраве при работа, затоа што тоа е иднината на државата. Од ученици еден ден ќе станат работници, ќе бидат на пазарот на труд, за да можат и да барат безбедни и здрави услови при работа, меѓутоа од друга страна да и компаниите на кои што денес им доделиме признанија и награди за најдобри компании кои што обезбедили и ги следат светските стандарди за безбедност и здраве при работа, да бидат промотори на тоа како треба сите работодавачи да обезбедуваат здрави и безбедни услови за работа. Имаме двојни придобивки. Од една страна, компаниите кои што обезбедуваат здрави и безбедни услови за работа имаат многу по-продуктивни работници, а работникот е среќен и задоволен затоа што работи во безбедни услови за работа и се чувствува сигурен во делот на безбедност и здравјето на своето работно место. Така да како министерство ги поддржуваме ваквите настани. Во моментот го работиме новиот предлог на закон за безбедност и здравје при работа, кој што треба исто така да воведе и наставни содржини во процесот на образование за безбедност и здравјето при работа и закон кој што ќе биде согласен со сите европски директиви кои што се однесуваат на безбедност и здравјето при работа и ќе обезбеди многу поголема заштита на работникот на своето работно место. На ниво на државата повеќе не се во сила мерките за заштита од ширењето на болеста африканска чума кај свињите, информираше на пресконференција директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Никол Чебабовски. Во државата во овој момент нема ни еден регион, ни една општина каде што се спроведуваат заштитните и контролните мерки, односно со резултатите кои што ги добивме негативни од кланиците, од примероците земени во кланиците, исто така и со извршените клинички прегледи на територијата на општина Куманово како последен регион каде што беа на сила овие мерки, можеме како агенција да соопштиме дека во државата повеќе не се на сила во ниеден регион мерките кои што ги спроведувавме за заштита, спречување и ширење на оваа болест. Односно, со ова, на територијата на цела држава ќе може да се изврши репопулација на свињарските фарми под точно дефинирани услови кои што се пропишани со правилникот за мерки за сузбивање и искоренување на африканската чума кај свињите. Репопулацијата може да се врши на сите оние фарми кои што ги исполнуваат биосигурносните мерки, односно кои што се категоризирани во фарми со среден и низок ризик. Односно, во сите оние одгледувалишта каде што беа во овие рестриктивни зони и зони под надзор, може побарање на одгледувачите, односно фармите, да се внесат нови животни, односно да се изврши репопулација на свињи по претходно утврдено дека на тоа одгледувалиште извршени се одредени мерки како што се чистење и дезинфекција, тоа го вршат ветеринарните надлежни друштва со кои одгледувачите си имаат склучено договор, односно матичните ветеринарни друштва, кои исполнуваат изјава и ја доставуваат до официјалниот ветеринар кој ја одобрува репопулацијата во тоа одгледувалиште. Овде морам да нагласам дека животните кои што ќе се внесуваат на фармите мора да потекнуваат од одгледувалишта кои што се регистрирани, кои што ги исполнуваат биосигурносните мерки и мора да имаат соодветен документ, односно сертификат за здравствената состојба на животните кои што треба и да се движат, меѓутоа и да се внесат во самите фарми.
Овај сертификат оледувачите се должни во рок од 24 часа да го достават до ветеринарното друштво, а ветеринарното друштво во рок од 48 часа треба да овие податоци ги внеси во информатичкиот систем на Агенцијата за храна и ветеринарство. Во продолжение следуваат информациите од најновиот билтен на СВР Тетова. Вчера вечер околу 23 часот во близина на клучката за Тетовско Желино, полициски службеници на СВР Тетово привеле 30-годишничко од Република Косово и 29-годишничко од Република Албанија, поради сомнение дека непријавено престојувале на подрачјето. Двете женски лица задржани се во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Вчера во 21 часот 37-годишникот Тетово во СВР Тетово пријавил дека во објект во трговски центар во Тетово физички бил нападнат од 50-годишникот Тетово. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 17 часот и 10 минути на улица ЈНА во Гостивар со судска наредба привеле 37-годишен гостиварец за издржување на затворска казна, пошто бил спроведен во казнено-поправната установа затвор Тетово во Тетово. 23-годишник од Гостиварска Горна Бањица вчера вечер во 23 часот пријавил дека час и половина пред тоа во селото, во местноста Теферич, физички бил нападнат од неговиот 55 годишен соселанец. Поради нивни предходно нерасчистени должничко-доверителски односи, се расчистува и документира случајот. Вчера на поширокото гостиварско подрачје била спроведена акцијска контрола за техничка исправност на возилата. При контролата откриени и санкционирани се 3 возила со вградени неатестирани фолии, 1 возило со неисправни сопирачки и 1 нерегистрирано возило. Во рамките на континуираните активности за поголем ред и безбедност во сообраќајот, што координирано ги реализира секторот за внатрешни работи Тетово, вчера од 10 до 16 часот на поширокото гостиварско подрачје била спроведена акцијска контрола за техничка исправност на возилата. При контролата откриени и санкционирани била 3 возила со вградени неатестирани фолии, 1 возило со неисправни сопирачки и 1 нерегистрирано возило. Санкционирани исто така биле 2 возачи кои не поседувале возачки дозволи, како и 10 други видови сообраќајни прекршоци. За сите прекршоци поднесени се соодветни поднесоци, со напомена дека собствениците на возилата со неатестирани фолии и возачите без дозволи ќе се соочат со парични глоби од 250 евра во динарска противредност, а технички неисправните со глоба од 400 евра. Инаку во пресрет на продолжениот празничен викенд, секторот за внатрешни работи Тетово апелира до возачите на крајна внимателност и прилагодување на брзината според условите на патот, особено оние кои планираат патување и празнување во Охрид, Маврово или во некој од другите излетнички места на подрачјето. Се апелира исто така да се воздржат од консумирање алкохол доколку управуваат возила и целосно да ја почитуваат постојната сообраќајна сигнализација. СВР Тетово ќе презема соодветни мерки за непречено и безбедно движење на сите учесници во сообраќајот и очекува целосно разбирање од возачите и придржување кон наредбите и насоките на полициските службеници.
Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.